Непосредно пред новата реприза на Не се клади на енглези во Домот на културата сме во разговор со идејниот водач на театарот, аматерскиот се уште за жал, иако сметаме дека има многу професионалност во овој театар, господинот Диме Коцевски, здраво. Здраво и живо, Маријан. Парно добро. Како што кажа, се спремаме за шестата реприза од Не се клади на енглези. Убава атмосфера, кај секогаш. Впрочем, кај имаш убава екипа да работиш со неа, таа здрава и убава работна атмосфера е неизбежна. Со кого си во оваа екипа да ги представиш? Повака, значи, ова е една представа која што има само 3 лика. Тоа е една екипа уиграна. Јас и Диме Боцев и Видан Станоев глумиме во неа. Ни тројците се знаеме долги години наназад и не само што се знаеме, туку и соработуваме долги години наназад. Значи овоа ние, па не знам, и да би кажал некоја бројка, може би изгрешил, ама сигурно ни е преку 20 проект заеднички, така да буквално знаеме како дише едниот, како реагира другиот. Можеме да се разбериме буквално со поглед само. Ова е шеста премиера или реприза. Шеста реприза, да. Пута 100-600 отприлика гледачи. Да. Заради пандемијата мора да кратите од седиштето и до кога ќе ја давате вака? Значи, запазени се сите протоколи кои што ни се како од Министерството за култура дадени. Па вака, ние ќе си ја терме представата. Значи, ако сме требали да одиграеме 15 пати, ќе одиграеме 30 пати, не ни е проблем. Затоа што задоволство ни е после долго време да се вратиме пак на сцена. Тоа беше всушност и поривот да дадиме, па јас би рекол дури некој посто плюс од колку што даваме обично. Значи после долго време, како што кажав, поради пандемијата, повторена целовечерна представа, се работи, како што кажа, за Не се клади на енглези. Тоа е еден текст на Владимир Ѓурѓевиќ, современ, што офаќа теми кои што буквално може да ги почувствува секој еден кој што ќе дојде да изгледа представата. И е чувството пак да го почувствуваш тој флуид, таа хемија помеѓу актери и публика е непроценливо и буквално не можеш да го искажеш со зборови. Колку е прифатено и како е прифатено? Супер, одлично. Која публика е твоја? Искрено ти кажам, јас бев лично барем исплашен, затоа што нели се направи, пак ќе кажам, тој период од скоро, па би рекол и година време, да, од последната целовечерна представа која се одигра тука на оваа сцена. И ми беше страв поради тоа што нели зема малце поголем замав пандемијата во последно време и мислев дека луѓето ќе бидат исплашени, дека нема да му биде дојдено до театар. А по друга страна па ми беше како една бекап варијанта дека преку глава му од сцена народот и напротив ќе сака да дојде на театар. Испаднава втората варијанта. Еве, например, денеска сме сабота, предпоследната ни беше во вторникот, ми се чине, тие две представи беа распродадени 5-6 дена однапред. Супер. Така да има голем интерес и ќе ја даваме се додека има интерес. Јас би одел на варијантата околу 200 на репризи. Доста се. И претходните ти беа комедии добро гледани, по 3-4 илјади најмалку гледачи? Толку, да. Например, последната Откол накол и Стюардеси ми се чини дека беше претходната, да. По 15 до 17 репризи на преполни сали, тоа се толку околу 4.000-5.000 луѓе, тоа се 10% од градот ги изгледале представите, што е супер за кавадарци, за така би рекол среден град, не е ни мал, не е ни голем, меѓутоа сепак е една супер бројка. Сега заради пандемијата можеби ќе биде намалена бројката, ама пак јас ќе кажам, ако успееме да дадиме 20 представи, како што кажаш, типа 100 луѓе, 2000 луѓе ако ја изгледат представата, јас ќе бидам презадоволен. Освен Коцевски, Станоев и Боцевски, кои други учествуваат во создавањето на представата? Вака, значи, нели, цел тим на Домот на културата, почнувајќи со директорката
Јулијана Ториманџова, нели како продукцијски застанаа зад представата, затоа што е производ на театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе. Диме Темков беше задолжен за сценографијата. Сајшто Орешков ни е нешто како он не е суфлер, ама и плюс помага во оној техничкиот дел кога треба да се уреде сцена, да се спремат тие работи. Значи да се дојде до онаа да се почне представата. Тука ни е Сајшто ни е прв. И пак ќе го спомнам уште еднаш, скоро цел тим, тука е Пепи Ангелов, кој што е на Пепи Ангелов е на музиката и на светлото. Заедничка ни е изборот на музика, тоа е тоа. И остаткот од екипата од Домот на културата, кои што несебично сите си дадоа дел од себе за оваа представа да изгледа така како што изгледа. Тоа за Кавадаци ќе имали гостување надвор? Фака, значи, преговараме сега, ако не зависи од нас, ние сме спремни, ако треба и уште утре да замине. Синоќи имаме една убава дешавка, се подпиша меморандум за соработка со Домот на културата во Радовиш, односно Центарот за култура, така да одме они посакаа да имат да изгледат представата. Преговараме, ако дозволат и мерките, ако дозволи Министерство за култура гостувања, обавезно таму Гевгелија ни е туку речи фиксна и македонска каменица кои што едва и чекат, нели, да попуштат малце мерките да се отиде да ни изгледат. Диме, ова лето што со театарот, ќе имаме ли некои други доживувања освен ова? Да, обавезно че имаме нешто малце поголеми активности че имаме оваа година. Прво за тоа што сме желни да работиме, да се работи, после долго време нели паузата. Тоа од една страна, од втора страна е за тоа што имаме нели малце зголемена ни е екипата. Како што знаеме, Диме Боцев до сега беше само како еден надворечен член, сега со договор на дело е тука дел од Домот на културата, односно театарот при Домот на културата, така да полека зголемуваме екипата, со самото тоа растат и апетитите кај нас, така да че има зголемени активности. Ја мислам дека Боцев треба да каже нешто уште плюс што би требало да се спомне. Публиката почнува да доаѓа. Да, публиката доаѓа, али добро е вака, убаво е ова спонтано вака да си кажеме што имаме да си кажеме. Ево и Боцев иде, дека дојде и Станоев нека дојде, нека каже по нешто. Фала многу на честа што ми ја направи. Се надевам че ја изгледаш представата и че ми кај секогаш ќе ми кажеш на убавите и на неубавите работи. Фала ти тебе. Боцев, како ти ја доживуваш ова представа која еве за некоја минута ќе почне да се прикажува? Представата е топ, значи бев скептик, искрено да ти кажем, пошто беме мала екипа, прв пат така со мала бројка на луѓе, тројца актери да речем да држат цело време константно. И искрено ти кажам, бара концентрација голема, пошто цело време действието е тука меѓу тие тројца луѓе, меѓутоа, да, и под полна газ, буквално цела представа, али стварно вака и коментарите се доста позитивни, добро е оценета, така да се надевам дека ќе има доста репризи. Добро. Диме кажа уште до 20 рече. Да. Тоа нормално би било за оваа представа или тоа е лимит? Па види, просек некој од прилика под 15 репризи, барем јас со така некоја моја евиденција, не сме биле под. Мислам дека уште, ако не се лажем, Ицто Јујто го држа тие некој рекорд над 20 и повеќе репризи беше и Лазо, да. И Лазо, прогнозирам и дека ќе има повеќе репризи, од една страна ради тоа што бројот е редуциран и ќе биде, да речем, ако просекот бил 15-20 репризи, сега ќе биде 30 или 40 ради половичната бројка на луѓе што се, да речем, во салата. Станоев, вие сте омилени фаци во Кавадаци и за среќа глумци сте. Како е примена ова представа? Па да ти кажам, позитивни се реакциите, стварно добри реакции, затоа што кога и да сретнеме некој цело време вика кога е пак, јас не дојдов до карта, како да допрам до карта, слушам добро сте поминале, интересна била, значи доста позитивни реакции, особено па и
со оглед на фактот што ситуацијата не доведи цела година и повеќе да останеме без представа. Убава е една освежавка таква во градот, така што очекувам дека и натаму ќе бидат уште попозитивни, барем и од тие некои луѓе што секогаш ни давале искрено мислење, ама не успеале до сега да изгледат представата ради нивни оправдани причини, нормално. Сите оние што се пашат од позитивност кон коронавирусот, дека дојдат овде ќе станат негативни и со тоа ќе бидат позитивни. Па добро, дали представата го одвлекува вниманието, па се заборава на таа корона, дека има корона и после тоа, знаеш, се враќаме како еден флешбек, наеднаш се враќаме у реалноста, дека сепак има нешто, али барем тој час и половина, тука поминуваме добро, во смеа и забораваме и на корона и на целото секојдневие. Да не ве задржувам многу успех, да имате многу репризи, да ве гледат, како да речем, многу бидејќи вие сте светлото во тунелот што го имаме во моментот со короната. Сакаме да се насмееме, бидејќи насмевката викат дека е лек. Да, не само лек, нели го продолжува и животот, па вака како што треба, ја мислам ќе почне да не препишувате на рецепт. Па, чао, чао. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.